Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназијско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. Во предметот сообраќајници изборна за трета година од техничкото образование за градежен техничар. За денес имаме нова наставна содржина, прегледност на патот во ситуационен план, проширување на коловоз во кривина. Но да се потсетиме, ситуационен план на сообраќајницата е проекција на оската од сообраќајницата на хоризонтална рамнина. Основни составни елементи на линијата на трасата во ситуација се правата и кружниот лак, кои што меѓу себе се поврзани со линии, односно преодни кривини, со претходни повлечени правци и пресметан прекршен агол алфа се утврдуваат големините на геометриските елементи на хоризонталната кривина. Тоа се тангента, изразена во метри, бисектриса, исто така во метри, должина на хоризонтална кривина во метри. Сите овие податоци ги добиваме како што е радиус, делта R, понатаму D, тау, ги добиваме должина на преодната кривина од прирачникот на Жнидаршич. Кога напречниот наклон на патот е во правец, но во обратна насока од напречниот наклон на патот во кривина, мора да се изврши преоформување на коловозната површина. Ова преоформување на коловозната површина се изведува на должината на преодната кривина, односно преодна рампа. И сега имаме тука една преодна кривина, која што со напречен наклон имаме во овој правец, понатаму на определена должина ги изедначуваме, односно немаме никаков наклон и после тука го преоформуваме, односно добиваме друг наклон од спротивната страна на крајот на преодната кривина. Значи сето тоа се случува во должината на преодната кривина. Со ППК рековме минатиот час дека е означена почетокот на преодната кривина, КПК е означена крајот на преодната кривина. И R имаме еден наклон, и R, па и нула, па и R вториот наклон. Со LR преодната рампа, L е преодната кривина, односно должината на преодната кривина, и R надолжен наклон на преодната рампа. Со делта H имаме висинската разлика, односно надвишување на рабовите на коловозот. Прегледност на патот во ситуационен план. При проектирањето на патиштата е потребно да се провери прегледноста на сите кривини. Всушност и на правците, но важни се кривините, кај кои што покрај внатрешниот раб на коловозот постојат некои визуелни пречки, косини на ископ, шуми, згради, зеленило и слично, огради. Треба да се дефинира зоната на прегледност во која ќе нема препреки. Имаме елементи на хоризонталната прегледност, тие се берма на прегледноста и должина на прегледноста. Берма е означена со Б малечко, БП, а должината е со Л големо, ЛП. И сега имаме на следниот цртеж прикажана една хоризонтална кривина и линија на прегледност, односно должина на прегледност и бермата, која што е дадена до оската на коловозната лента, каде што се движи возилото. Дадени се рабовите на сообраќајните ленти, окото на возачот, на шоферот, значи, и линијата на прегледност. Ако имаме некој објект тука, треба да биде надвор од бермата на прегледност. А бермата на прегледност зависи од должината на прегледност, односно се добива со ЛП на втора врз 8 пати R и од самиот радиус. Радиусот е даден на кривината. Ако прегледноста не е осигурана, треба да се отвори кривината, да се прошири од натрешната страна, да се сечат растенијата, да се рушат оградите, визуелни да бидат, ако се задолжителни или мора да имаме огради, да ископаме, направен да биде ископ и слично. Ако тетивата е внатре во коловозот или го допира прегледноста, тогаш е сигурна, осигурана. Ако го сече внатрешниот раб на коловозот, тогаш не е осигурана. Ако прегледноста не е осигурана, треба да се отвори кривината со проширување
од внатрешна страна за ширина BP, односно за бермата. Ширината на бермата BP се нанесува хоризонтално на оддалеченост 1,5 метри од внатрешниот рап на коловозот со висина на окото на возачот од висина 1,2 метри. Ако BP е помало или еднакво на 1,5 метри, прегледноста е осигурана, додека ако BP е поголемо од 1,5 метри, прегледноста не е осигурана, не е обезбедена, па е потребно да се обезбеди со додатни мерки. Сега ќе видиме на следниот цртеж како тоа може да биде. Значи, на висина од окото на возачот се мери дали BP е помала или еднаква на 1,5 метри, крајот на коловозот. На првиот случај се осигурува, ако е до овде косината, значи се засекува таа косина за да се осигура прегледноста на кривината, и во вториот случај веќе имаме осигурана прегледност на кривината, каде што К е коловозот, П е планумот, BP е бермана прегледност. Ако прегледноста не може да се обезбеди од внатрешната страна, или пак тоа покажува дека неприменливо, со проектот мора да се предвиди поставување на огледала или раздвојување на насоките и слично. Проширување на коловоз во кривина. При движење на возилата во кривина, предните тркала се завртуваат, па со самото завртување возилото зазема поголема ширина од онаа што е во правецот. Поради тоа, за коловозот во кривина се бара поголема ширина од ширината на колосекот во правец. Проширувањето се врши постепено на должината на преодната кривина до полна вредност на кружниот лак. Проширувањето се определува за сите кривини со радиуси од 25 метри до 200 метри. Големината на проширувањето зависи од големината на радиусот и димензиите на меродавното возило. Односно, делта К, проширувањето ќе биде 5 на квадрат врз 2R за патничките возила, а делта К ќе биде 8 на втора врз 2R за товарни возила и автобуси. И на следниот цртеж е прикажана една хоризонтална кривина со правец, должина на преодна кривина, кружна кривина и должината, односно ширината на проширувањето делта К, кое што почнува со преодната кривина, постепено се врши неговото проширување, понатаму во кружната кривина си оди цело проширување и кај втората преодна кривина, кај завршувањето на хоризонталната кривина, постепено завршува проширувањето. А во вкупното проширување на повеќе сообраќајни ленти, еве да речеме N сообраќајни ленти, изнесува сума од сите поединечни проширувања. За секоја сообраќајна лента треба да има соодветно проширување. А доколку проширувањето не ја поминува вредноста од 0,2 метри, кај ширина на коловоз помала од 6 метри, тогаш не се врши такво проширување кај такви патишта. Или пак, кога проширувањето не ја поминува вредноста од 0,3 метри со ширина на коловоз поголема од 6 метри, во тој случај само не се предвидуваат проширувања кај такви коловозни ленти, односно кај такви патишта. За наредниот час имаме прашања за повторување и нешто да се нацрта. Како прво прашање, кога се врши преоформување на коловозната површина? Во кој случај? Второ прашање, кои се елементи на хоризонталната прегледност? Трето, да се нацрта. Нацртај пример на хоризонтална кривина со прикажани елементи на хоризонтална прегледност, берма и должина на прегледност. Четврто, објасни на какви кривини со кои радиуси се врши проширување на коловозот. Петто, исто така нацртај пример за проширување на коловозот во кривина со сите своји елементи. За наредниот час се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и нема да ви биде многу тешка. И се гледаме наредниот час. Ви благодарам на вниманието.